Прво да кажам дека нема ново диагностицирани случаи во изминатиот период. Денеска е испишана првата пациентка во сосема добра клиничка состојба. Контролната слика на белите дробови покажа дека нема големи последици, може да се упати на домашно лекување. Ке повторам дека сите кои што беа во контакт со неа се тестирани, немаат никакви симптоми и тие се практично здрави. Непроменета е состојбата на сите други 18 пациенти, 13 на клиниката за инфективни болести. Непроменета е здравствената состојба на пациентката која што е на респираторна машина, значи таа е стабилна со соодветна терапија. Добра е сосем лесна клиничка слика, добра е состојбата на пациентите во Дебар. Тие се во домашно лекување. Вчера во текот на денот, утрово интензивно разговаравме со нашиот инфектолог, професорот од инфективна клиника, кој што е сега таму и ќе координира работата на локалните инфектолози, како и епидемиологот, се во насока на дополнителни анализи, проверки, евентуално индикација за нови тестирања на повеќе луѓе, една форма на скрининг, согласно светските искуства у некои земји, дури и на луѓе за кои што не сме сигурни дека биле во контакт со заболени или со луѓе кои што се сомневаме дека може да се заболени, значи ја прошируваме бројката на луѓе кои што се тестира. Очекуваме во текот на денот или во утрешниот ден да стигнат помеѓу 40, 50, дури 80 луѓе, се со цел да детално се скринира овој регион. Координацијата на службите лекарски е добра. Нема некаков проблем во болницата, во практично континуирана комуникација сме со лекарите и со директорот на болницата во Дебар. Во овој момент се тестираат 7 пациенти, 30 лица од Дебар кои што потекна од анализите вчера направени, од проверките на луѓето, сите врска со овој кластер на пациенти. И тие се луѓе кои што имаат симптоми на грип. Понатаму 20 пациенти преку Центарот за јавно здравје во Штип и 20 пациенти кои што се на инфективната клиника. Овие четворица со анамнеза дека патувале во Австрија, односно Германија во изминатиот период. Утрово за прв пат се состана и кризниот штаб на ниво на владата, во кој што секој од представниците на секој од ресорите го кажа, ја кажа состојбата и објасни на тоа како се спроведуваат мерките на теренот. Кризната состојба во Дебар и Центар Жупа се спроведува добро, сите органи, тела, сите институции работат добро и координирано, нема некој проблем, луѓето се мирни, комплетно сваќаат што се случува, се придржуваат до мерките, немало никакво констатација за нарушување на јавниот ред и мир. Луѓето во овој регион покажуваат исклучително висок степен на дисциплина и придржување до мерките. Може да излезат само луѓето на кои што е индицирано болничко лекување и тоа со специјална дозвола од болницата во Дебар, за што постои и лице назначено кое ги подпишува тие дозволи. За денеска е закажана седница на владата во вечерните часови, во 19 часот ќе се дискутира за повеќе мерки, евентуално и врз основа на одлуката на владата ќе информирам непосредно после завршувањето на седницата. Дозволете да дадам уште неколку информации кои што се наметна како прашања во овие денови. Прво, клиниката за психијатрија започнува со телефонска психолошка поддршка на граѓани и ранливи групи, зашто во часовите кои што следат ќе бидат објавени телефонски броеви, и тоа психолошка поддршка на родители на деца на предучилишна и училишна возраст,
понатаму психолошка подршка на возрастни лица во самоизолација и психолошка подршка на граѓаните на општина Дебар и Центар Жупа во соработка со болницата во Дебар.